Добро вечер и добре дојдовте во 64, нашата шаховска емисија за сите љубители на шахот, која што е на фреквенциите на АБ каналот. И оваа недела, почетокот на емисијата го почнуваме со нашиот гостин, во овој случај тоа е фиде мајсторот Зоран Стојчевски, мој драг пријател, истовремено и клубски другар од Гамбит Пексими. Поради тоа што често се дружиме, играме заедно, тренираме заедно и така натаму, значи првиот дел од емисијата ќе го посветиме на нашиот клуб практично, на Гамбит Пексим. Инаку сакам да кажам дека минатата година како шампиони на Македонија имавме одредени проблеми заради недостатокот на финансиски средства воопшто да бидеме представени во Европа, значи на Европскиот клубски куп. Маријан Митков и Орце Данчевски како собственици на клубот Гамбит и покрај најдобрите усилби и најдобрата волја не успеа да обезбедат финансиски средства и во една таква ситуација се обративме до мајсторот Зоран Стојчевски, инаку да кажам еден од најуспешните македонски шахисти од својата генерација, поранешен младински првак, а и последниве години би рекол најсилниот македонски шаховски мајстор. И ако некој не се согласи со моето лично мислење, тогаш може да ја погледа и македонската рейтинг листа. Значи, мајсторот Зорки Стојчевски, кој што е прилично успешен во својата работа, во фирмата Пексим, го замоливме да се обиде да издействува некои средства за да може Гамбит воопшто да суштествува. И тоа и се случи. Ние минатата година бевме во Калитеја во Грција, се представивме таму оваа година како вице-шампиони на нашето првенство во Охрид, кое што се играше, сите добро знаат љубителите на шахот, во хотелот Инекс Горица, каде што покрај Алкалоид и Гамбит Пексим добро се представи. Значи, еве веќе нашиот клуб, кој што е, да речам, аматерски, суштествува добро. И тука ми се наметнува и првото прашање. Добро вечер најпрво за Зорки Стојчевски. Дали Гамбит ќе постои, односно дали ќе има средства и за до година, затоа што живо сме заинтересирани за тоа, затоа што до година ни предстои и шампионатот на Македонија, и поединечното првенство, како и Европскиот клубски куп. Прво, добро вечер до сите љубители на шахот во Македонија. И да искористам прилика се заблагодарам за поканата во оваа емисија. И става прилична чест што учествувам како гостин на мајстор Љубиша Андоновски. Задоволството е наше. Да. Последниве 2 години мојата фирма, односно нашата фирма каде што јас работам, Пексим, е спонзор, генерално ни овозможни, односно престои настап на државното првенство и на европското првенство во Калитеја и во Инекс Горица во Охрид. Така да се надевам искрено дека и следната година ќе продолжи со помагање на шахот, односно на постоењето на нашиот клуб, и се надевам со новото име на нашата фирма Секо, што се ребрендираме од следната година, ќе ја продолжиме успешната серија што ја почнавме како шампиони, оваа година како вице-шампиони и да задржиме тој тренд на успеси во наредната година. Во македонскиот шах, инаку треба да споменеме дека Гамбит има и младински погон и шаховска школа, значи за сето тоа се потребни средства. Еве гледаме денес стално е потребна некоја просторија да се закупи и така натаму. Во секој случај, исто така сакам да те прашам, знам дека добро котираш во фирмата, дека добро напредуваше во фирмата, многу ми е мило заради тоа. Дали шахот воопшто ти помогна и на кој начин, значи решавајќи ги тие проблеми и во твојата кариера нагорна линија, колку шахот значи ти помогна за да одиш напред? Многу е важно, значи дефинитивно помага шахот и не само во мојата работа, него генерално и уште од детски денови за развој на концентрацијата, на начинот на размислување. И дефинитивно, пошто нашата фирма се бави со програмирање со софтвер, имплементација на банкарски софтвер,
многу е потребно, многу помага во делот на развивање на разноразни алгоритми и на Да, затоа што не работиш секогаш по шема, него Секогаш имаш има некојаш различни- оригинално решение кое што треба да го изнајдеш, така ли? секогаш се решаваат различни проблеми на различни начини. Дефинитивно им препорачувам и на младите играчи или на оние деца кои допрва се запознаваат со тајните на оваа игра, да навлезат малку подлабоко и дефинитивно тоа ќе им помогне и во школувањето и во И во професијата. професијата понатаму што ќе одберат. Инаку, почитувани гледачи, во Ханти Мансиск, во Сибир, температурата овие денови е околу минус 30 степени, меѓутоа многу е жешко во турнирската сала затоа што се водат жестоки битки во светскиот куп, каде што стартува 128 шахисти на почетокот на турнирот и многу е интересно тоа што се игра по нокаут систем. Значи, веќе во тек е четвртото коло или осмина финалето и пред да го продолжиме разговорот со мајсторот Стојчевски да ги погледаме резултатите од четвртото коло. Значи, денес се игра вторите партии. Турнирот се игра многу интересно по пат на елиминации. Значи, се играат прво по две партии. Од осмина финалето денес се играше втората партија. Остана значи уште 16 шахисти. На првата маса Ваше Лаграф, францускиот велемајстор против Борис Гелфанд, две реми партии. Денес французинот, младиот французин, во англиското отварање многу сигурно играше, многу сврсто и без посебни проблеми ремизираше. Значи, втората двојка Гашимов Каруана, италијанскиот велемајстор, младиот италијански велемајстор Каруана, силно притискаше. Денес со белите фигури, меѓутоа Гашимов, кој што инаку се наоѓа во одлична форма, тоа го покаже и на првенството во Охрид и на европското првенство. Значи, ремизира 1:1. Широв излезе, Свидлер е тој што успеа да го совлада и тоа благодарение на одличната победа во првата нивна партија, значи во вчерашната, каде што Свидлер во Грифелдова индиска одбрана успеа да го совлада својот силен противник, 1,5:1. Мамедјаров, Шахријар Мамедјаров, кој што е член инаку патем речено на Алкалуит, со сигурна игра го совлада Лазничка, откако вчера со црните фигури ја доби партијата во многу ефектен стил. Дел од таа партија, фрагмент од таа партија ќе видиме и на демонстрацијната табла покасно. Надежниот украински велемајстор Сергеј Карјакин беше поуспешен од неговиот руски колега Никита Витиугов. Додека филипинскиот тинејџер Со Весли против Малахов, две реми партии 1:1. Францускиот велемајстор Бакро против Пономариов успеа денес со крајни напори да ремизира втората партија и да се избори за тај брейк, како и Гришчук против Јаковенко во руското дерби 1:1, две реми партии. Сега би сакал по натамошниот тек на емисијата да поразговараме малку за овој светскиот куп. Многу интересно е тоа што тука надпревариве се водат како тениските мечеви. Значи се играат по две партии, по класично темпо, доколку како во петте нерешени мечеви како во четвртово коло сега се игра тајбрейк. Тајбрейкот значи се играат 4 партии по 20 минути со 10 секунди додавање и ако и во тие 4 партии резултатот биде 2:2, значи немаме победник, тогаш се играат по две брзопотезни партии, 5 минути со 3 секунди додавање. Така се играат до 10 партии, кога се игра решавачката во случај во тие 10 партии да не добиеме победник. Ми се наметнува прашањето, зара ние сме научени најчесто играме на швајцарски систем, нели турнири, некогаш сега денес се поретко и поретко на бергер системи, што ќе рече секој со секого на турнир. Што мислиш за ваквиот начин на борба? Кои се предностите на ваквите турнири? Каде што имаме, значи, тепачка, еден мора да победи. Последните неколку години дефинитивно се покажа овој систем на такмичење дека донесе резултати. Модерниот шах го карактеризираат во овој случај, во последно време го карактеризираат одлучни борби или долги ремија каде што се игра до последен потез, до последен момент во играта. Не е она време каде што пред 30 години можда старите руски велемајстори Соломонски ремизира на таблата, па имаше една или две одлучни партии. Веќе гледаме дека или ги чекаат послабите да им дадат, па против нив. Точно против неруски играчи да покажат она што го знаат. Денеска и на сите турнири, и на швајцарци, и на овие такмичења има борби
до крај, значи до последен, до голи кралеви, што ја викаме популарно ние во шаховската Така, игра. верувам дека заради своите професионални обврски не можеш интензивно да го следиш турниров. Меѓутоа, дали има некој од овие шахисти кој што не го препознаваш по име? Генерално, дефинитивно изненадување е филипинецот Со. Филипинецот Со, кој што има 16 години. Што има 16 години и победи двајца многу силни играчи Да. од врвот, од самата елита на светскиот шах. Во второто коло го совлада големиот Василий Иванчук, гениот од Лвов, и во третото коло победникот од минатиот светски куп, значи Гата Камски. И тоа со 1,5 спрема половина, значи без дополнителни партии. Инаку да те известам дека во прво коло успеа да го совлада твојот противник од Алкалуид, што игравте вие, Вугарга, односно Гадор Гусеинов, и тоа таму беа две реми, меѓутоа во дополнителните партии го победи глатко, значи без никаков проблем. Малиот има 16 години, од Филипини, а има рейтинг 2640. Јас се некој разбрав за него затоа што на Вајканзе С турнирот успеа да победи. И сега оваа година, се во јануари месец ќе игра на Б турнирот. Ја верувам дека за година или две ќе игра и на А турнирот. И многу скромно момче во интервјуто, нели, стана мета на интересирање на новинарите затоа што направи ваков сензационален резултат. Просто му се извини на Иванчук, мислам му беше неудобно што го совладал затоа што вели тој е 100 пати посилен од мене, а мајте се случи да го победам. Од друга страна Иванчук можеше да ремизира таа партија што ја загуби, сакаше да победи, во сајтот форсираше и загуби, но сепак, значи Гата Камски исто лесно загуби од него, да видиме до каде ќе стигне. Сега, почитувани гледачи, предлагам со мајсторот Зоран Стојчевски да прокоментираме првата партија за денес. Тоа ќе биде партијата помеѓу од третото коло, значи сега е во тек четвртото или осми на финалето, но ќе видиме партија од третото коло помеѓу најдобрата шахистка на сите времиња, унгарскиот машки велемајстор Јудит Полгар, против израелскиот велемајстор Борис Гелфанд, еден од 10 најдобри шахисти во моментов на денешницата. Значи, Јудит Полгар губеше со 1:0 и мораше да победи во оваа партија за да остане во игра, за да се избори за тај брейк и да видиме Јудит Полгар како играше на победа против Борис Гелфанд. Јудит Полгар со белите фигури се отвори со Е4, F5. Значи, при изборот на партиите имав предвид да биде и по вкус на мојот вечерашен гостин Зоран Стојчевски, кој што токму верувам дека ќе се препозна и по својот стил и по своето поимање на играта со оваа партија. Ловец C4, омилениот потек на Никола Митков, нели? Во оваа ситуација Јудит Полгар во дополнителните партии не играше вака, туку играше коње F3 и загуби две партии во руска одбрана. Значи, руска одбрана е силно оружје на Борис Гелфанд, во оваа партија таа правилно го избегната. Коње F6, D3, C6, дама E2, ловец E7, нормални развојни потези, коње F3, мала рокада, ловец Б3, Д6, мала рокада, конјот Б на Д7, нема се задржуваме многу на отварањето, С3, само ќе кажеме дека тоа се нормални потези, А5, А4. Сега можеби првиот момент Гелфанд веднаш започнува со акција на дамското крило. Би рекол дека е тоа малку ризичен потек. Многу пологично е напад во центарот со D5 во сите овие Да. позиции, каде што испушта во отварањето да спроведе D5 и да направи активна против игра, но претпоставувам поради водството од претходно од 1:0 се одлучил црниот за некое потактично одење кон некој си реми води. Да. Сега ќе видиме, значи по ловец C2, ловец А6. Значи сега АБ5, С зема на Б5, веќе белиот има, би рекол,
подобра пешачка структура, покомпактна, затоа што нели замени А пешак за С пешак и ќе има поголемо влијание и во центарот. По АБ5 ЦБ5 конј БД2, дама С7, белиот веќе настапува Д4, А4, ловец Д3, топ од Ф на Б8. Сега, ако ја погледаме малку позицијата, ќе видиме дека многу фигури се на дамското крило. Црниот ги групираше своите сили на дамското крило и тоа е веројатно сигнал дека белиот треба да отпочне напад. И да видиме како тоа Јудит Полгар го прави. Почнува со конј Х4, сака конј Ф5, се разбира, тоа не сме да се допушти, Г6, но тоа е веќе едно прво мало слабење и сега Ф4. Белиот му требаат линии, Е зема на Ф4, сега конјот од Д2 доаѓа на Ф3. Сега ловецот сака да земе на Ф4, се разбира, црниот не дава. И сега многу интересно е како белиот да продолжи со нападот. Значи, не знам, Зоки, дали позицијава малку ти наликува на кралски гамбит, која што е твоја специјалност, затоа што и таму црниот го држи тој пешак многу често во многу варијанти пешакот на F4. Не заради пешакот, туку за да ја намали можноста напаѓачка на белите фигури. Што мислиш каков потек игра тука Јудит Полгар? Јас немам гледано партијата. Па затоа и те прашувам, ако си гледал не би те прашувал. Неочекувани, најнеочекуван потез, кои слични позиции настануваат не само во кралски гамбит, него и во шпански гамбит. Значи во варијантата со F5, да, се прифаќа гамбитот. И во една партија јас имам играно во слична позиција со покојниот силен велемајстор бугарски Трингов, Ѓорги Трингов во слична позиција Г4. Тоа што ми паѓа вака на прво на око. Токму и тоа е потегот. И тој се наметнува за играчи кои ги играат овие позиции. Така. Затоа и те прашав и верував дека ќе погодиш, значи ова не е ништо наместено, тука е сосема автентично, значи Г4. Тоа е жртва на пешак, но се отвара F линијата. Значи по Г4, F, G3, сега полето Г. конј Г5, слаба точка, F7, веднаш белиот напаѓа. Сега, за црниот практично правилно беше да земе на Г5, ловец Г5, ловец Г5. Значи, се извинувам, само пред Г4 прво е уште ловец Д2 и конј Б6 е метод. Ловец Д2, конј Г6 и во таа ситуација Г4. Значи, разби последната фигура и тогаш Г4 и се тоа. Сега за црниот требаше да земе, па конј С4 ќе дојдевме до позицијата од партијата, додека Гелфанд, израелскиот велемајстор, веднаш игра конј С4. Сега, во оваа позиција, значи, исто така е критична ситуација, тоа е 20-тиот потек. Значи, има две привлечни можности Јудит Полгар. Едната играна во партијата, играно конј на F5. Многу интересен потек, ќе видиме, но исто така заслужуваше внимание и директно белиот да земе топ на F7. И ќе видиме само главната варијанта. Дама D8, да се одврзе. Топ зема на H7. Ловец G5. Сега конј зема на G6. Сака дама H5. Меѓу другото. Дама F6. Белиот сакаше и конј Е7, предпоставам. Конј Е7. Ша. Сега ако крал H7, Е5, откриен шах, гледате, од ловецот на Д3. Крал F8. Ловец зема на Г5. Дама зема на Г5.
топ F1 шах. Сега ако се обиде да покрие со коњ F4, следи топ F4 и на дама F4, коњ G6, шах и напад на дамата. Црниот ја загуби дамата, значи не може згодно да се покрие. Крал E8 и сега уште еден одличен потек, централизација. Гледате, меѓу другото, нели се појават мотиви и со дама H5, коњ F6. Значи GH2, крал зема на H2, дама H4 шах, односно дама G3 шах, крал H1, дама H3 шах, крал G1 и на дама G3, дама на G2 покрива и не ќе може по измена на дамите да спречи коњ C7 и топ F8 мат. Значи тоа беше една интересна можност каде што Јудит Полгар можеше да го на тој начин да го проложи нападот. Се разбира дека оваа варијанта е востановена откако по партијата, инаку се разбира прилично сложена да може да се види и да се пресмета особено за тоа кусо време, меѓутоа и начинот на кој што Јудит Полгар ја води партијата секако дека е врвно мајсторство и ќе видиме дека не е помалку впечатливо. Значи тоа е нашата позиција, коњот е на H5, дама на E2, ловецот на D2 и коњот едниот е на H4, а едниот на G5. Од D5 коњот. На D5 е коњот. Кај ми е вториот коњ? Да. Значи тоа е нашата позиција. Значи можеше на коњ C4, топ F7 се чини да одигра Полгар, но таа игра исто така многу атрактивен потек коњ F5. Значи со сите единици оди напред. Сега ако коњот земе на D2, само што кажеме, ќе следи меѓу потек коњ H6 шах и на крал G7, сега топ F7 шах. Гледате? И по крал H6, уште еден ефектен потек, значи да се подготви матот на H8, H4 и сега значи нема одбрана од топ H7 или одскок со коњот на E6. Значи коњ D2 нема време практично да го смени тој опасен ловец црниот. Тоа е нашата позиција. Имаме уште едно пешаче на G3. Да не го забравиме, тој што го жртвуваше Полгар. Значи по коњ F5 партијата следи вака. Ловец на G5, да се намали нападјачкиот потенцијал на белиот, но тој останува се уште многу висок, многу голем. И по ловец G5, F6, ловец H4, GH2, кралот носи на дамата носи на H2. И сега во оваа ситуација се чини дека може да земе на F5, меѓутоа тоа е многу опасно и потекот кој што го бира Гелфанд се чини дека е подобар. Топ F8, значи одбранбен потек, меѓутоа нападот на Јудит Полгар ќе помине. Погледнете како. Ловец E2, да го симне од таблата, би рекол еден од последните одбранбени фигури на противникот. Г зема на F5, ловец на H5. Значи белиот има дама, два ловци и два топови. А гледате, се уште многу фигури има на дамското крило, освен тоа материјалот е речиси изедначен. Значи црниот има два пешаци повеќе, но тие не се воопшто не се чувствуваат. Само се чувствуваат огромната потенцијална сила на белите фигури. F4.
дамата на F4. Гледате. Се чувствува дека црниот е во голема незгода. F5 да се прикрпи како може, крал H1, борба за G линијата, крал H8, топ на G1. Сега белиот сака, се разбира, дама H6 и ловец F6. За да го внесе и другиот топ, значи го жртвува едниот. Меѓутоа, по ловец F7, дама на F7, следи дама на H6, сака ловец F6, два пати да одбрани со топ F8 единствен потек и последниот потек во оваа партија и многу ефектен, тоа е потегот, гледате, топ G6. Нема одбрана од ловец F6. На тој начин Јудит Полгар успеа да го изедначи резултатот против силниот израелски велемајстор Гелфанд во третото коло, но отстапи во дополнителните партии. Инаку ќе погледнеме фрагменти од денешното четврто коло и од осмина финалето, но додека ја наместам позицијата на таблата, ќе го прашам мајсторот Стојчевски, има ли доволно време за шах денеска? Како се организира времето за шах при толку многу обврски? Семени, работни, секакви. Секако останува многу малку време за шах покрај сите обврски на работа и дома, но љубовта према шах, према самата игра е безгранична и секогаш се наоѓа време за играње, особено кога човек има пријатели кои исто така го сакаат шахот. Многу. Ние често се собираме со нашите другари, колеги, ќе ги кажам, од клубот, како и меѓу другари и колеги кои се од другите градови. Тука ќе ги споменам мајстор Олиор Ганџиев од Велес, кој често доаѓа во Скопје на така наречени цугер парти, на дружби шаховски. Симјановски Сашо, мојот иначе кум, кој е силен кандидат мајстор. Иначе мој партнер, така, во мечевите за цугер. Трајко Недев, велемајсторот македонски, ја споменам, тука се Нели Митков и Орце Данчевски. Така да, селекторот Кизов да не го заборам. Имаме доволно, значи, она што се вика маса за човечка да одиграме добри цугер парти. Одлично. Еве се чини, дојдовме до позицијата од вчерашната партија. Ова е вчерашната партија помеѓу Лазничка, младиот чешки велемајстор кој патем речено успеа да го совлада Морозевич. Многу фаворити страдаа на овој турнир, многу играчи со на 2700 поени, меѓу нив и, да речеме, Морозевич, еден од фаворитите за победа на турнирот. Настрада токму од Лазничка и тоа 2:0. Ето и Лазничка играше вчера и денес со Мамедјаров. Денешната партија заврши реми, на Мамедјаров толку и му требаше. Инаку Мамедјаров многу лесно до сега се чини помина во четвртото коло, прикажа одлична игра, не се мачеше многу, не играше дополнителни партии, тај брек, туку работата се завршуваше во основното време. Да ја погледнеме малку позицијата, Мамедјаров со црни фигури против Лазничка со бели. Мајсторе, овој коњ на C6 убаво стои, ама не врши многу работа. Не врши многу работа, за разлика од тоа, гледате, кралот на белиот нели е малку послабен, црниот има отворена линија за топот, има голема потенцијална сила во неговите ловци, а белиот има и јасна слабост на E3. И да видиме сега со каква умешност ќе ги искористи плусевите на својата позиција велемајсторот Мамедјаров. Значи тој почнува со топ А3. Кој иначе е многу познат напаѓач и активен играч, дефинитивно, и човек што многу брзо размислува. Имав прилика лично да се запознам со него во Охрид, кога бевме на државното првенство. И импресивни беа неговите коментари и анализи од претходната партија баш со
со нашиот Чаталбашев Борис на прва табла што игравме. Да, просто сипаше со варијанти, само сипаше со варијанти и Борис се чудеше. Вика, што е ова со кого Импресивни јас играм? анализи за кратко време што се видела на партија. Да. Значи топ А3, гледате, се белиот нема многу што да прави. Тој игра пасивен потек и чека топ F1. Сега топот доаѓа на B3. Нели идејата, сега брзо ќе ја видиме, топ А1, топ Б3, идејата е ловец А3 сака на вториот ред да дојде, топ Б2. Сега лазничка не дава, чекот не дава, но сега имаме одличен потек. Гледате, другиот ловец доаѓа на Б1. И сега практично црниот дава топ за два коња. Значи варијантата е, ако топа 3, тогаш топа 3 и на дама C1 топ B3 и на коњ B1 дама E4. Значи топот ќе биде појак од двата бели коњи, поготово затоа што овој коњ ништо не учествува директно во играта, практично како квалитет помалку. Значи, но лазничка игра вака. Коњ зема на B1, топ зема на B1 шах, крал H2, сега ловец на C1 со напад на дамата и сега гледате го сега овој огномен што ќе почне. Дама E1. Сега не зема на E3 затоа што на крај ќе виси тој, туку игра одличен потек, дама на E4. Белиот нема многу што да прави, се обидува значи да глуми некоја би рекол повеќе активност, игра топа 7. И сега следи. Гледате. Дама зема на F4 шах. Значи жртва на дама. Јасно, сега ако земе зема на F4, тогаш имаме ловец на F4, нели? И на G3, Х зема на G3 и на крал на G2 е веднаш значи топ B2 и кај ќе оди кралот? Значи дали оваа позицијата е F4 или F4, G3, H3? Да, ќе земе топ 1, пардон, да, ќе земе, пардон, да, топ 1 ќе земе. Значи, не, така е, ќе ја земе дамата поточно. Туку на дама G3, топ B2 шах, прва дава шах и после ја враќа дамата и останува со голема материјална предност. Значи, затоа не зема на F4, после дама F4 не ја зема дамата лазничка, не може, така ќе остане со неколку пешаци помалку и загубена позиција, туку на дама F4 шах следи крал на H1. Сега по крал H1 имаме повторно жртва на дама. Дама на F2, гледате. Се на дама F2, повторно ловец E3 откриен шах. Топ C7 шах, што не менува ништо, крал H6. И сега белиот повторно бега. Сака да го држи врзан топот на првиот ред, нели индиректно. Меѓутоа, погледнете сега каков потек. Повторно жртва на дама, трет пат, значи одвлекување. Дама E2. Сега е, значи ако земе, имаме шах, откриен од топот на B1, кој ќе дојде кралот на H2, повторно имаме шах, диригирање на H1, па повторно откриен шах од топот и кој ќе дојде на H2, ловец G3 мат. Значи, прекрасни матни слики се јавуваат во таа ситуација. Значи, тоа е нашата позиција, дама на E2. Дама E2 и уште следеше дама на G1, сега дама на E3, дама F1, дама на F4. И на дама D3, последниот потек, топа 1, сега веќе не се брани откриен шах и мат. Верувам дека ви се допадна овој танц на црната дама, многу ефектно и многу силно, би рекол.
Значи тука некаде мора да ја привршиме нашата емисија. Зоки, 40 минути брзо помина. Брзо помина со овакви убави партии. Со убави партии, инаку финишот на турнирот ќе го дочекаме во следниот шаховски коментар или ќе бидеме во самиот финиш. Бидете и тогаш со нас, значи нашиот редовен термин да повториме е во вторник во 21 часот. Инаку поздрав од мене, го благодарам на мојот гостин мајстор Зоран Стојчевски што беше вечерва со нас. Вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер и секој добро. Пријатна вечер.